75 години чувар на колективната меморија, жив сведок на историското минато, столб на македонското битие, на македонското постоење. 75 години од основањето на Државниот архив на Македонија, институција премногу потребна на секоја држава. По моментов поседува 16 километри архивски материјали. Најстариот документ во архивот е Евангелието според Лука од 12 век. Се чуваат и обработуваат документи од османлиско време, па се до сосема нови материјали и документи. Добро вечер од Македонскиот народен театар од јубилејната прослава на Државниот архив. 75 години од институционалното постоење на Државниот архив на Македонија. Тука се присутни председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, премиерот Христијан Мицкоски, кој е почесен покровител на вечерашниот настан, председателот на Собранието Африм Гаши, министри, пратеници и амбасадори акредитирани во земјава. Своје обраќање ќе има директорот на Државниот архив, магистар Димитар Богески, ќе го представи работењето на институцијата, но и ќе промовира монографијата Државниот архив, најзначајните акти за неговото работење и најзначајните документи во неговите депоа. Ќе биде промовирана и јубилејната поштенска марка. Своје обраќање ќе има и премиерот на Република Македонија Христијан Мицкоски. Свој настап вечер во Македонскиот народен театар, каде што се одржува прославата, ќе има хорот Кочорацин, учениците од Музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Илуј, танец, а ќе настапат и учениците од Државното училиште за деца и младенци со оштетен вид Димитар Влахов од Скопје. Ве поканувам да ја проследиме прославата по повод 75 години постоење на Државниот архив на Македонија. Почитувана председателке на Република Северна Македонија, доктор Гордана Силјановска-Давкова. Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, господин Африм Гаши. Почитуван председател на Владата на Република Северна Македонија, професор доктор Христијан Мицкоски. Почитувани министри и представници на државните институции, почитувани амбасадори, почитувани директори, почитувани дами и господа. Добре дојдовте на јубилејната прослава под покровителство на председателот на Владата на Република Северна Македонија, професор доктор Христијан Мицкоски, со која Државниот архив одбележува 75 години од своето постоење. Денес сме тука со една цел – да го одбележиме патот на институцијата која што цели 7,5 децении ја чува меморијата на нашата држава. Ги штити највредните сведоштва и ја гради врската меѓу генерациите. Овој јубилеј е потсетник на трудот, знаењето и на посветеноста на сите кои што придонесле Државниот архив да стане темел на националното паметење. Во духот на овој голем настан, дозволете да почнеме онака како што доликува, со символот на нашето единство и државност.
Вечерашната свечена прослава ќе отвориме со македонската државна химна во изведба на хорот Кочорацин. Секоја институција може да расте и да напредува само кога има предводник кој ја познава одвнатре. Човек кој чекорел низ нејзините ходници, ја чувствувал нејзината динамика и знае како дише оваа куќа на меморијата. Токму затоа ми представува особена чест да го поканам директорот на Државниот архив, магистар Димитар Богески, да ни се обрати. Почитувана председателка на Македонија, професор доктор Гордана Силјановска Давкова.
Почитувам председател на Собранието на Македонија господин Африм Гаши. Почитувам председател на владата на Македонија професор доктор Христијан Мицкоски. Почитувам министри, пратеници, представници на дипломатскиот кор, почитувани представници на државните архиви и почитувани колеги, пријатели и соработници. Денес стоиме пред редок и величествен јубилеј, 75 години од постоењето на Државниот архив на Македонија. 7,5 децении во кои ова институција не беше само чувар на депо, на документи, туку совест на државата. Чувар на нашето минато, сведок на нашата сегашност и темел за иднината. Слоганот на овој јубилеј е Државен архив, столб на македонското битие. Ова не е само убава мисла, туку суштината на нашата мисија. Архивот е столб затоа што врз него се потпира нашата историска свест, нашата култура, зрелост и нашиот државен континуитет. Тој е темел што ја држи врската меѓу генерациите, мост меѓу она што сме биле и она што сакаме да станеме. Во него се вградени сите наши приказни, сите наши борби, сите наши успеси, сето она што го прави нашето битие цврсто, препознатливо и трајно. Архивот е наша основна и наша сила, доказ дека минатото не е заборавено, туку е живо и присутно во секој чекор кон иднината. Но нито една институција не може да биде силна без луѓето што стојат зад неа. Вработените, архивистите, конзерваторите, истражувачите, техничарите, стручните соработници, вие сте вистинското срце на архивот. Вашата работа е тивка, но огромна, невидлива, но пресудна. Вие сте тие што ја чувате меморијата на Македонија. Вие сте тие што секој ден ја штитите вистината од заборавот. Денес, повеќе од кога било, вработените се наш приоритет, затоа што без вас ќе не нема ни нас. Вашата посветеност е темелот врз кој стои оваа институција. Во секој обработен документ, во секој спасен лист, во секоја дигитализирана страница има дел од вашата љубов кон професијата и одговорност кон државата. Вашата работа не се гледа, но затоа се чувствува секогаш во секоја истражувачка студија, во секој историски доказ, во секој граѓанин што ќе ја пронајде вистината и потеклото што го бара. Денес ви упатлуваме длабока благодарност за трпението, за знаењето, за историјата, за професионалната чест, за тоа што и во најтешките моменти останавте чувари на државната меморија, за тоа што не дозволивте ништо да се изгуби, ништо да се заборави, ништо да исчезне. Вие сте доказ дека архивот не е само институција, тој е заедница на луѓе кои веруваат во вредноста на вистината, во силата на документот и во значењето на наследството што го оставаме зад себе. Вашата работа е нашата сила, а вашата посветеност е нашата иднина. Во ерата на информацијското општество, дигитализацијата стана наша обврска, а не избор. Нашата визија е јасна, да создадеме архив кој не само што го чува минатото, туку активно комуницира и со совремиот свет. Токму кон тоа тежнееме, кон институција која преку масовна дигитализација, современо научно-информацијски системи и отворен пристап за истражувачите, ученици, студенти и граѓани, ќе обезбеди трајноста на државната меморија и незината достапност за идните генерации. По повод овој јубилеј, ја представуваме и новата монографија на 75 години Државен архив. Дело што не е само книга, туку символ на нашата зрелост, континуитет и визија. Оваа монографија е наш начин како да ги доближиме богатите архивски ривници до јавноста. Ова е наш подарок за идните генерации, сведоштво дека сме знаеле да чуваме, да градиме и да оставаме трага. Монографијата представува целосен преглед на дел од архивски ал што го чува архивот, документи од првостепено значење за историјата и културата на македонскиот народ и сите граѓани што живеат во Македонија. Во неа се вклучени клучни историски моменти, но и сведоштва што ја осликуваат културата на живење, архитектурата и секојдневието низ вековите. Ова дело е повеќе од збирка документи. Ова е патување низ времето што не враќа назад кон нашите корени, но истовремено
не подсетува на одговорноста што имаме кон иднината. Монографијата ја покажува силата на архивското богатство и ја утврдува улогата на архивот како чувар на националната меморија. Со неја затврстуваме врската меѓу минатото и сегашноста и праќаме порака дека нашата историја не е само спомен, туку живо наследство што постојано се обликува и не води напред. Во чест на јубилеот ја отвараме и специјалната јубилејна изложба Ризница на постоењето од документ до историја. Таа е прозорец кон нашето минато, можност граѓаните да го видат она што со децении се чува во тишината на депоата. Ова изложба е доказ дека архивот не е затворен простор, туку отворена национална ризница, место каде што минатото станува живо, достапно и разбирливо. Изложбата опфаќа значени документи од Централниот дел на Државниот архив и неговите оделенија, кои зборуваат за културното, историското минато, како и за историјата на самата институција. Документите представуваат еден вид времеплов, што не води наназад низ времето, овозможувајќи ни да ги почувствуваме корените на нашата државност и култура. Изложбата го покажува архивското богатство во неговата полна сила ракописи, акти, фотографии, карти и сведоштва што ја градат нашата колективна меморија. Со оваа изложба архивот ги отвора своите врати пред јавноста, подсетувајќи не дека секој документ е жив сведок на една приказна, на една борба, на една надеж. Тоа е можност граѓаните да ја почувствуваат историјата не како далечна и затворена, туку како дел од нивното секојдневие и иднина. Особено сме горди што по повод 75 годишнината промовиравме јубилејна поштенска марка, мал символ со огромна вредност. Печат што ќе патува низ светот и ќе сведочи за нашата историја, култура и државност. Тоа е потсетник дека архивот е институција што ја надминува сегашноста и остава трага што ќе ја читаат генерации по нас. И можеби ова дело изгледа мало за некого, едно мало парче хартија, едно графичко решение, еден печат, но за нас тоа е голем чин и признание. Тоа е чест што ја чувствуваме длабоко, затоа што во оваа марка е втисната нашата мисија, нашата истреност и нашата љубов кон државната меморија. Со оваа марка нашата приказна патува понатаму тивко, достоинствено, но сигурно. Тој е символ дека архивот не е само чувар на минатото, туку и гласник на иднината. Како што вели Блаже Конески, корените се тие што ја држат круната. Така и државниот архив е чувар на македонските корени, темелот врз кој се издигнува нашата државност и културна зрелост, столб на македонското битие. Во секој документ, во секој ракопис, во секоја фотографија е втиснато она што не обликува како народ. Архивот е мост меѓу минатото и иднината, место каде што корените не само што се чуваат, туку и се пренесуваат како сила и инспирација за новите генерации. Тоа е живо сведоштво дека без корени нема круна, без памтење нема иднина. Државниот архив е повеќе од институција. Тој е светилник на нашата иднина. Денес, кога славиме 75 години, ние не гледаме само назад. Ние гледаме напред со поголема одговорност, со поголема амбиција и со поголема верба. Да продолжиме да ја чуваме државата, да продолжиме да ја чуваме вистината и да продолжиме да ја чуваме Македонија. Ви благодарам. Сега ми представува особена чест да го најавам председателот на владата на Република Северна Македонија, професор доктор Христијан Мицкоски, голем поддржувач на Државниот архив, искрен пријател на оваа институција и почесен покровител на вечерашната прослава. Повелете. Почитувани присутни, почитувани вработени и раководство на Државниот архив, драги пријатели. Денес стоиме пред една институција која не е само чувар на документи,
туку чувар на нашата меморија, на нашиот идентитет и на нашата вистина. Денес одбележуваме 75 години од постоењето на Државниот архив. 7,5 децении во кои се собира, се чува и се раскажува приказната за Македонија. Архивот не е само минато. Архивот е темел. Темел врз кој ја градиме сегашноста и врз кој ја проектираме иднината. Во неговите депоа, во неговите ракописи, во неговите документи, живее сведоштво за нашите борби, за нашите победи, за нашите падови и повторни исправувања. Таму се наоѓаат и несветлите страници од нашата историја, но и поуките кои не направиле посилни. Да се биде народ без архив подразбира да се биде народ без паметење. А народ без паметење е народ без иднина. Затоа, оваа институција е многу повеќе од установа, таа е чувар на вистината, таа е сведок на времето, таа е мост помеѓу генерациите. Во изминатите 75 години Државниот архив успеа да собере и заштити огромно културно и историско богатство. Илјадници метри архивска граѓа, милиони документи, записи, фотографии, сведоштва. Секој од нив носи дел од мозаикот на нашата национална приказна. Но денес не сме тука само да се подсетиме на минатото. Тука сме и да погледнеме напред. Живееме во време на дигитална трансформација, време кога информацијата патува со брзина на светлината. Тоа подразбира дека и архивите мора да чекорат напред, да се дигитализираат, да станат подостапни, да се отворат кон јавноста, кон научниците, кон младите. Нашата обврска како влада е да инвестираме во оваа институција, во незината модернизација, во нови технологии, во подобри услови за работа и во човечкиот капитал која носи оваа мисија. Затоа што архивот не го прават само документите, архивот го прават луѓето. Луѓето кои секојдневно, тивко и посветено ја чуваат нашата историја. Луѓето кои знаат дека секој документ е дел од една поголема приказна. Луѓето кои разбираат дека нивната работа денес ќе биде сведоштвото утре. Драги пријатели, нашата држава поминала низ многу предизвици. Имало моменти кога се губеле траги, кога вистината била искривувана, кога идентитетот бил оспоруван. Токму затоа архивите се нашата најсилна одбрана, затоа што тие не зборуваат со емоции, тие зборуваат со факти. А фактите се најсилниот темел на една држава. Денес, кога ја градиме модерна европска Македонија, не смееме да заборавиме дека секој чекор напред мора да биде подкрепен со знаење за тоа кои сме и од каде доаѓаме. И затоа, оваа годишнина не е само јубилеј. Оваа годишнина е подсетник. Подсетник дека сме должни да го чуваме она што сме го наследиле и да го пренесеме на генерациите што доаѓаат. Да го чуваме јазикот, да ја чуваме културата, да ја чуваме вистината. Затоа што кога ја чуваме историјата, ја чуваме и иднината. Нека овие 75 години бидат само почеток на уште посилна, помодерна и поотворена институција. Институција која ќе биде гордост на нашата држава и сигурен столб на нашата национална меморија. Нека е честит јубилејот, нека живее Државниот архив, нека живее Македонија. Ви благодарам.
Му благодариме на председателот на владата, професор доктор Христијан Мицкоски, за неговиот инспиративен говор и за поддршката што континуирано ја дава на Државниот архив. А сега на сцената го повикувам хорот Кочорацин, кој преку македонска музика ќе ни представи дел од богатото фолклорно наследство на македонскиот народ. Во текот на нивниот настап во позадина ќе биде прикажан дел од изложбата Ризница на постоењето од документ до историја, која представува сведоштво за највредните документи што го обликувале патот на македонскиот народ и држава. Овие документи се темелот на нашето историско паметење и се жив доказ за континуитетот на нашата државност. А по завршувањето на настанот, изложбата, ќе можете да ја погледнете во фоајето. Сега да уживаме во настапот на хорот Кочорацин.
А сега ве поканувам заедно да го погледнеме краткиот документарен филм 75 години државен архив, кој не подсетува дека една институција не ја прават зидовите, градбата или инвентарот, туку ја прават луѓето во неа. Вработените се тие што ги носат силата, духот и континуитетот на архивот. И токму дел од нивните видувања ќе слушнеме во продолжение. Документарецот ни пренесува и една историска приказна за развојот на државниот архив. Приказна за документите што го обликувале патот на македонскиот народ и држава, а кои денес представуваат темел на нашето колективно паметење. Да проследиме. Јубилеот од 75 години постоење на државниот архив представува значаен момент за институцијата и за државата. Државниот архив на Република Македонија има централна улога во зачувувањето на архивското културно наследство. Државниот архив представува своевиден трезор на државното и националното и колективното паметење. Архивскиот материјал во суштина е основата на националниот идентитет и посебност и е лична карта на државата. И затоа треба да биде собран и сместен таму каде што припаѓа, во депоата на државниот архив. Во архивскиот материјал се содржани сведоштва за историски процеси, институционален развој и општествени трансформации на Македонија. Од најраните времиња, човекот чувствувал потреба да комуницира и да остави трага за своето постоење. На почетокот тоа биле устни преданија, пренесувани од генерација на генерација, но со текот на времето се појавила и потребата тие спомени да се запишат. Така настануваат првите записи, врежани во камен, испишани на глина, папирус или пергамент, како обид да се зачува она што не смее да биде заборавено. На територијата на Македонија, пишаното наследство има долга и сложена историја. Во средниот век, најголем дел од документите се создаваат и чуваат во црковните и манастирските центри. Таму се припишуваат книги, се водат летописи и се бележат важни настани. Овие ракописи не се само религиозни текстови, тие се сведоштва за културниот и духовниот живот на времето. 1951 година представува пресвртна точка. Со основањето на Државниот архив на Народна Република Македонија, архивската дејност добива институционална форма и јасно дефинирана мисија. Архивот станува централна институција задолжена за собирање, чување и обработка на документираното наследство. Државниот архив ја започнува својата приказна на 1 април 1951 година со указ на тогашната влада.
Во периодот од 1961 година до 1970 година се создаваат и првите подрачни оделенија за архивската мрежа да се прошири и да ги приближи документите до граѓаните. Во 1969 година е изграден и првиот наменски објект на архивот, кој бил според сите современи услови и стандарди на архивската дејност и специфичните потреби на институцијата. Во 1992 година Државниот архив станува член од А категорија во Меѓународниот архивски совет. Во 2007 година станува член во Советот за Меѓународниот институт за архивистика во Трст и Марибор, а во 2010 година е дел од Меѓународниот центар за архивски истражување Икарус. Со овие членства, Државниот архив се интегрира во светската архивска заедница и ја зацврстува својата улога како чувар на националната меморија. Во сектора за заштита на архивскиот материјал во Државниот архив ние располагаме со 2 депоа архивски во централниот дел и уште 9 во подрачните оделенија. Во нив се чуваат 7981 архивски фонд, тоа значи од 7981 создавач на архивски фондови. Во должински километри тоа е преку 16 километри, кога би се наместил секој лист вертикално. Инаку книжниот фонд само во централното оделение некаде над 20.000 книги, а исто така поседуваме 10.000 книги во подрачните оделенија. Ние поседуваме најстари документи од 12-тиот век, познатото Евангелие по Лука, потоа старословенски ракописи, црковнословенски ракописи од 13, 14, 15 век и така натаму. Потоа тука се од османлискиот период многу значајни фондови. Чуваме документи кои се и визуелно доста атрактивни, создадени во канцеларијата на султаните. Архивите со право се нарекуваат меморија на државата, затоа што во нив се чуваат документите што сведочат за развојот на општеството, институциите и животите на граѓаните. Во Државниот архив се чуваат оригинални документи, фотографии, ракописи, книги и други архивски материјали кои раскажуваат приказната за нашето минато. Нашата улога не е само да ги чуваме тие сведоштва, туку и да ги заштитиме, обработиме и направиме достапни за научниците, институциите и јавноста. На тој начин, архивот придонесува за истражување на историјата, за јакнење на националниот идентитет и за разбирање на процесите што ја обликувале државата. Посебно внимание се посветува на спасување на документи кои се наоѓаат во ризик од уништување. Голем број материјали, кои долго време биле занемарени или заборавени, се пронаоѓаат, заштитуваат и интегрираат во архивските фондови. Со тоа, архивот станува вистински чувар на историското наследство. Еден од значајните предизвици е и заштитата, физичката заштита на архивскиот материјал. Имено, сите документи кои што се чуваат во депоата потекнуваат од различни историски периоди и се наоѓа на различни видови на хартија. Што значи дека нивната физичка состојба и не е еднаква. Со текот на времето хартијата старе, мастилото бледе, документите стануваат подложни на оштетување во смисла на температурните промени, влагата и светлината. Затоа архивот треба да обезбеди стабилни микроклиматски услови со кои што ќе ја гарантира безбедноста на документите во депоата. За Државниот архив на Република Македонија дигитализацијата представува огромен предизвик и влијае на сите сегменти во архивското работење. Таа е нашиот нов сојузник во борбата против заборавот. Најнапред, дигитализацијата влијае врз заштитата на архивскиот материјал, имено со користење на дигиталните репродукции се намалува употребата на оригиналите од страна на истражувачите, тоа се зголемува и зачувувањето на истите.
До сега се скенирани одредени фондови целосно или делови од фондовите, како што се и делови од одредени збирки, на документи, на фотографии и на стаклени плочи кои што имаат културно-историско значење. Според Законот за архивски материјал, истиот треба да се чува, средува и евидентира кај имателот. Тоа значи дека нашите архивот врши редовна контрола на тоа дали имателите пред се, согласно Законот за архивски материјал, обезбедиле посебна просторија за чување на истиот, потоа дали е сместен во соодветни кутии, во средена состојба и се изработен опис и попис на секоја кутија. Од него редовно треба да се одбира документарниот материјал. Затоа архивот организира редовни посети, активно учествува во одбирањето на документарниот материјал, бидејќи на него не му е местото во депоата на Државниот архив. Единствено архивот издава согласност за уништување на документарниот материјал. Секој може да понуди материјал на откуп или подарок на архивот. И доколку комисијата која за таа цел е формирана во архивот, констатира дека истиот ги задоволува критериумите да биде фонд, ќе му бидат отворени вратите на архивот. Она што е важно е дека материјалот треба да биде автентичен, во континуитет да ја следи дејноста на физичко или правно лице. Во блиска иднина, нашата стратешка цел е Државниот архив да функционира како целосно современа и ефикасна институција. Особено ни е важно да достигнеме состојба во која нема да има необработени архивски фондови, односно целиот материјал што се чува во архивот да биде стручно обработен и достапен за научната и пошироката јавност. Паралелно со тоа, работиме на имплементација и целосна реализација на процесот на дигитализација на архивскиот материјал, што ќе овозможи подобра заштита на документите и нивна поголема достапност. Ваквата улога на Државниот архив само потврдува уште еднаш дека тој е еден од најзначајните институции во нашата држава. Следењето на светските стандарди од областа на архивското работење и нивната имплементација е наша примарна цел. Тоа е архив што сакаме да им го оставиме на генерации што доаѓаат стабилна и модерна институција, чувар на документарното наследство и силен гарант на историската вистина и државниот континуитет. Нашата задача е да го сочуваме минатото, за идните генерации да можат подобро да ја разберат својата историја. Меѓу приоритетите и продолжување на активностите поврзани со процесот на сукцесија на архивскиот материјал, со цел враќање и заштита на документите кои се од значење за историјата на нашата држава. Дигитализација, а значаен предизвик е обезбедувањето соодветен и поголем простор на архивските депоа, за архивскиот материјал да се чува во оптимални и современи услови. Се залагаме за поголема видливост на архивот, повеќе изложби, публикации и поголема достапност за истражувачите и студентите. По повод овој значаен јубилеј, сакам да истакнам дека архивите се клучни чувари на нашата историја. Овој успех не би бил можен без посветеност и трудот на нашите вработени, кои со голема посветеност, љубов и одговорност се грижат за секој документ да биде обработен, заштитен и достапен. Тие се вистински чувари на архивската меморија. Наша обврска е ова богатство од документи да го зачуваме, заштитиме и направиме достапно, за да може историјата да продолжи, да зборува и да сведочи за патот што го изминала нашата држава. Продолжуваме понатаму со младите таленти кои ни носат свежина и енергија на оваа сцена. Ги најавуваме учениците од Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј, кои со својата изведба ќе ни ја збогатат оваа вечер и ќе ја направат посебна.
Ке настапат со Црна се чума зададе. Сценски запис на една уметничка симбиоза во традиционалното наследство и современиот танцов израз, кои се спојуваат во единственото сведоштво за континуитетот на културната меморија. Потоа ќе следи копачка. Оро со длабоко втемелено културно-историско значење, препознаено како дел од нематеријалното културно наследство на УНЕСКО. Како жив архивски напис, тоа ги чува автентичноста и идентитетот на македонската традиција низ генерациите, символизирајќи радост и заедништво. Затоа да уживаме во нивниот настап и да ја почувствуваме младата енергија што го продолжува духот на овој јубилеј.
Мора да се сложиме прекрасен настап. А сега ве покажам заедно да го погледнеме видеообраќањето на господја Биргит Кибал од Националниот архив на Естонија. Председател на Меѓународниот центар за архивско истражување Икарус со седиште во Виена. Државниот архив со гордост е дел од меѓународната мрежа што ги поврзува архивите ширум Европа и светот, овозможувајќи размена на знаење, искуства и заеднички проекти. Ова членство е признание за нашата институција и за незината улога во европската и во светската архивска заедница. Да го проследиме обраќањето. Dear colleagues of the State Archives of the Republic of North Macedonia, let me send my best greetings for you to your anniversary, the 75th anniversary of your archives. And I'm here in the very center of Tartu in this afternoon to remember the story that started for me from this particular building behind me. This is the historical building of the National Archives of Estonia, once housed the historical archives of the Republic of Estonia in the mid-World Wars, and thereafter, during the long occupation period, the archives located right here in the very same building. But when I started my journey to the archives and studied history as a student of Tartu University, so I remember really well the 75th anniversary of the historical archives celebrated right here in this building. And afterwards, we all could follow the vast article collection produced right after the 75th anniversary of the historical archives, and it was great opportunity to all the students and scholars to follow the text of the archivists and scholars working tightly together more than decades and decades in the very same building. And now, my dear colleagues, on behalf of Icarus, the International Center of Archival Research, I started also the journey from this building 12 years ago when we joined, the National Archives of Estonia joined the Icarus community. And now, over the decades, your archives and Icarus has been in a very tight and strong cooperation. And at the occasion of your anniversary, I am wishing you a good and respectful collecting, a very careful preserving of the archives, and as wide as open access you can offer for your collections and the archival heritage of the North Macedonia. Celebrate your anniversary and have a very long and respectful future ahead of you. Thank you very much. И благодариме на председателката на Меѓународниот центар за архивско истражување, господја Биргит Кибал, за незиното видеообраќање и за поддршката што ја дава на архивската заедница. А сега продолжуваме со символот на нашата културна традиција и национален идентитет. Ансамблот Танец, повеќе од 7 децении, е чувар и пренесувач на македонското музичко и уметничко наследство, представувајќи ја нашата земја на неголемите светски сцени. Во духот на овој јубилеј, нивниот настап е потсетник дека културата и уметноста се неразделни делови од нашето постоење. На сцената ги најавувам членовите од ансамблот Танец со 2 соло изведби на Елена Андоновска.
Sva noć sum si proplakala i pred zora sum zaspala. Da pojde mi narađa, da go čekam 5 godini. Sto
Настапот на ансамблот Танец уште еднаш не потсети на богатството на нашата културна традиција. Во продолжение да го погледнеме, односно да го поканиме на сцената господин Кристијан Анита, директор на Националниот архив на Романија и председател на Европскиот огранок на Меѓународниот архивски совет со седиште во Париз. Државниот архив е среќен што има искрен пријател и надвор од границите на државата. Пријатели кои ја препознаваат нивната работа и ја поддржуваат нашата мисија. Во контекст на оваа вечер, кога го славиме јубилеот 75 години постоење, ваквите меѓународни пријателства се доказ дека архивската заедница е мост што ги поврзува народите, културите и историите. Thank you. After such a lot of energy here, I want to propose you a translation from that statement. Државен архив столб на македонското бите, in English to be the National Archive of Macedonia. Ви благодарам за енергијата која ја покажавте овдека. So, my speech starts now. Dear Mr. Director, Your Excellencies, Почитуван директоре, ваши екселенции, дами и господа. It's a great honor to be here Голема today чест е да се биде тука and to вечерва bring the greetings of и да National упатам Archives of честитки Romania and Europe на Државниот архив on на this Македонија. remarkable occasion, and I extend our warmest congratulations on the 75th anniversary. Да ви честитам за 75 years. на големиот Dedicated јубилеј од work 75 represented години. not only by institutional continuity, but a sustained commitment to safeguarding documents, to safeguarding documentary heritage, Ова and го strengthening the покажува collective memory of чувањето your на nation and документите of Europe, of course. и историското наследство на Because државата, archives are not simply бидејќи places where all архивите documents are kept. They are се where богатство и society's се memory is чуваат. held in trust for those who need to understand the present, for those who will Преку one архивите day треба seek to да ја understand разбереме the past. сегашноста. And for generations not yet born, За генерациите кои се уште who не се will родени, look back and ask, what happened? кои ќе погледнат наназад и ќе And прашаат how што се do we know? случило и како ние знаеме. The State Archive of North Macedonia have carried this responsibility for 75 years. And this Имаме anniversary is a recognition обврска of the од dedication, 75 години professionalism and vision и посветеност that и such визија works demands. дека From my таквата работа на Your архивот institution е успешна. is not only a national cornerstone, but also an integral part of the wider European archival community. Archives today are Архивите more денеска than се custodian повеќе of the records. They are од active записи. contributors to democratic Тие се accountability, активни cultural учесници dialogue, and во share демократијата understanding и across културниот borders. диалог. Your work Вашата работа resonates far beyond national boundaries, е многу contributing to a повеќе richer од and more connected границите во кои European сте. documentary heritage. And Eurbica exists to foster exactly this kind of connection, bringing together archival institutions, professionals, and communities across Europe to promote cooperation, knowledge, exchange, mutual support. Архивите меѓу себе во In this светот context, треба да соработуваат. The State Archive of Macedonia Државниот архив на Македонија plays a valuable and appreciated role both as игра a значајна улога contributor to regional dialogue во and as a partner in регионалниот addressing common диалог challenges. These challenges, и во digital предизвиците. transformation, Овие long-term предизвици preservation, се во access to дигиталната information, трансформација, and the responsible stewardship лезот на of информациите sensitive records are shared и до across our region. осетливите Through документи. Eurbica, we aim to strengthen collective responses, encourage innovation, and ensure that archives remains relevant, accessible, and trusted in rapidly changing societies.
Today's celebration is therefore not only a reflection of your past achievements, Денешната прослава не е само за вашето минато направено во архивите, туку за континуираната соработка на мрежите и на партнерството и поддршката која даваме едни на други. Морам да кажам дека сум почестен од вашата покана. Ви посакувам континуиран успех во иднина и соработка со меѓународните архиви. Ви благодарам. Му благодариме на доктор Христијан Анита за неговото обраќање и за континуираната поддршка што му ја дава на Државниот архив. А денешната вечер е збогатена со уште една изведба што носи посебна символика. Во овој момент на сцената ги покануваме учениците од Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов од Скопје, кои ќе настапат со песната Мојата Македонија. Нивниот настап е подсетник дека јубилеот не е само празник на институцијата, туку и празник на заедништвото, на младите генерации и на силата на културата што не обединува. Да ги поздравиме со аплауз. Почитувани, најнапред сакаме искрено да се заблагодариме за поканата да бидеме дел од одбележувањето на овој значаен юбилеј. За нас е голема чест што денес настапуваме на прославата на 75 години од постоењето на Државниот архив на Македонија. Ви го честитаме юбилејот и ви посакуваме уште многу години успешна работа во зачувувањето на нашата историја, култура и колективна меморија. Ние сме ученици од Државното средно училиште со ресурсен центар Димитар Влахов Скопје. Нашето училиште пред се е училиште за ученици со оштетен вид. Таму ние се образуваме, стекнуваме знаења, учиме различни вештини, посетуваме нишо музичко училиште, се подготвуваме за различни професии, а со тоа и за самостоен живот. Но нашата улога не завршува тука. Како ресурсен центар, нашите драги наставници и стручни соработници им даваат поддршка и на учениците со оштетен вид, кои се вклучени во редовното образование, преку стручна помош, асистивна технологија, адаптивни материјали за учење, за и тие да имаат еднакви можности за учење и развој. Верувам, забележавте дека дел од нас денес носат маички со точки. Но тоа не се обични точки, во реалноста се релјефни тактилни точки. Точките означуваат букви од Брејовата азбука, азбуката што ја користат лицата со оштетен вид. Со неа ние читаме, пишуваме и учиме. Таа е дел од нашиот секојдневен живот и не овозможува знаењето да ни биде секојдневно достапно. На нашите маички е испишан зборот може. Со оваа денес сакаме да испратиме порака до сите вас, дека со поддршка, образование и можности ние можеме. Ви благодариме.
И на крајот од оваа убава вечер, дозволете ми во името на организаторот, Државниот архив, да ви се заблагодарам на сите вас за одвоеното време да бидете дел од овој јубилеј. Благодарност упатуваме до сите кои го поддржаа архивот при организацијата на настанот и кои беа дел од културно-уметничката програма. Хорот Кочорацин, учениците од Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј, ансамблот Танец, учениците од Државното училиште Димитар Влахов, како и на нашите меѓународни пријатели. Благодарност упатуваме и до Македонскиот народен театар за можноста овој прекрасен настан да се организира токму во нивниот објект. Особена благодарност до нашиот почесен покровител, председателот на владата, професор Христијан Мицкоски, за неговата континуирана поддршка која му ја дава на Државниот архив. Голема благодарност и до сите вработени во Државниот архив, кои несебично и континуирано го градат имиджот на оваа институција и ја чуваат меморијата на нашата држава. А сега ве поканувам во фоајето, каде што е поставена изложбата Државниот архив, најзначајните акти за неговото работење и најзначајните документи во неговите депоа. Да, кога историјата е поука за иднината. Во изминативе час и половина, почитувани, можевте да ја проследите прославата по повод 75 годишниот јубилеј на Државниот архив на Македонија. Во своето обраќање, директорот на Државниот архив Димитар Богески истакна: Државниот архив е столб на македонското битие. Столб затоа што врз него се потпира нашата историска свест, нашата културна зрелост и нашиот државен континуитет. Архивот е доказ дека минатото не е заборавено, туку е живо и присутно во секој чекор кон иднината. Пред присутните се обрати и премиерот Христијан Мицкоски, кој истакна: архивот не е само минато, архивот е темел врз кој ја градиме сегашноста и врз кој ја проектираме иднината. Во неговите депоа, во неговите ракописи, во неговите документи живее сведоштво за нашите борби, за нашите победи, за нашите падови и повторни исправувања. Почитувани од името на целата екипа која го реализираше вечерашниот пренос, ви благодарам што бевте со нас и останете со програмата на Македонската телевизија. Секое добро.